Јули и август се месеци кога иселениците се враќаат во своите родни места. Голем дел од нив годишните одмори ги користат за да се видат со своите семејства, роднини и пријатели овде во Македонија. Така и на истокот. Голема раздвиженост, вечерни излегувања и преполни кафејани може да се забележат овие денови во Делчево, што пак не е секојдневие и за остатокот од годината. Токму ова е период кога се одржуваат и селеничките средби во повеќе населени места и населби во градот. Една од веќе надалеку прочуените и традиционални, а сигурно и најпосетена, е црвенџиската средба во организација на семејството Васеви од село Бигла. Изминатиот четврток на големиот христијански празник Свети Пантелеимон, семејството Црвенџи ја одржа долго најавуваната црвенџиска средба. Овој пат тоа беше јубилејна 10-та година поред која се одржува во најпопуларното црвенџиско мало. Многу веселба, радосни лица и голем број гости дојдоа да го видат она што една деценија се случува во Делчевското село Бигла во организација на иселеникот Бошко Васев. Добар ден, драги гости! Во името на црвенџиската фамилија, посебно на моите родители, сакам да ве поздравам, наравно во мое име кој е иницијатор на цела оваа средба, црвенџиска средба која се по 10-ти пат одржува на ова прекрасно место овде во село Бигла, Црвенџиска мала. Секој може да се прашува зашто се вика тоа уопште Црвенџи. Црвенџи потекнува од една прабаба, значи не е ни од дедо Ефрем Црвенџијата, он го е тоа ептен популарно на правилко машине, сите го цитираа под сите кафани у Делчево што викаше дедо Ефрем Црвенџијата, али тоа потекнува од една баба. Сите са овде по селото минале, а бабата сите прават пауза, а она жне, на 35 степени жне и се црвенее, знаеш. Така ми дедо објасни, ако ви кажувам нешто, татко ми објасни и дедо ми објасни така, ако кажувам нешто погрешно, тогаш е таа информација погрешна. И сите ја завикали, само се црвенее и работи црвеника, црвеника и значи црвенџи, тоа преко традиции, многу години, се надевам дека тоа ќе го задржиме уште многу години, така и моите деца. Сега сам уште јас млад, организирам црвенџиска средба по 10-ти пат оваа година. Исто така и овие борци по 10-ти пат. Еден аплауз за модерното бед, прекрасни дечки од Македонска каменица, кои се од првиот ден, кои се лојални на нашата средба. Секоја година не така дружат и се заедно бориме, одиме и по странство и секаде, значи и другарство. Он ми и ќе речек за малку бивши шура, има бивша жена, бивши шура нема. И така, како и Диме ми е па прав бивши шура, а односно ми е шура. Саде. Така и Ангела, нашата прекрасна Ангела, која на Гоце Фест победи со таа Мокринската песна како дебитант прво место, како за текст прво место. Исто за наша Ангела Златановска, еден аплауз. Наша перспективна пејачка која на татко ми и на мајка ми на златната свадба пееше во Германија. Сакам да ве поздравам сите вас, мило ми е што сте дојдени да се дружиме, да бидеме весели, да бидеме расположени. Подоцна пак ќе кажем нешто може по-емотивно, али сега да го започнеме овај прекрасен ден сите заедно за многу години македонци, со кој, наравно со број 1 во Македонија, нашата екстремна звезда, мој пријател, лично пријател, за кој идов на свадба прошлата година во септембар, Јордан Митев, по втор пат на нашата јубиларна црвенџиска средба. Аплауз за Јордан Митев и модерното бенд и одиме сите на оро за многу години македонци. Ајде! Браво, Боки! Почитувани гости, добар ден на сите. Добре дојдовте на ова многу значајно место за фамилија Црвенџи. Чест ми е што на ова јубилејна средба 10 години Боки ме покани да присуствувам. Сакам на сите да ви посакам да имате убав ден, убаво расположение. Јас со Боки се познавам веќе неколку години, минатата година ми беше тој и специјален гостин на мојата свадба и се надевам дека ќе останеме пријатели уште многу години. А на црвенџиската средба и на фамилија Црвенџи посакувам пред се многу здравје и секоја година оваа средба да прераснува се поголема и поголема, да се пренесува од генерации на генерации и така да остане запаметена за секогаш прабабата на Бошко Васев, која што цел ден жниела и само се црвенела. Од дека 10-та јубилејна средба, како сте задоволни од
тоа како е на дело, како испадна она што го организиравте на дело? Па сега за сега сме прекрасно задоволни, има преко 300 гости, роднини, пријатели кои дојдоа и многу значајни луѓе за мене кои ме изненадија со нивната посета и крајно сме задоволни. Што може да видат денес гостите тука? Па имавме супер програма со по 10 пат модерато бенд од Каменица, прекрасни дечки кои ме дружат веќе со години и по втор пат Јордан Митев, нашата најпопуларна екстранна звезда во Македонија, беше на 5-та јубиларна црвенџиска средба и сега на 10-та, надам се на 15-та, на 20-та, па до дека можеме да тераме. И имаме изворен оркестар Мелем кој не забавуваше за време на ручекот, на курбанот што го делиме. Кои се коментарите од гостите? Коментарите се прекрасни, сите бараат мајци, имаме преко 100 парчиња направено, ама повеќе немаме, на жалост. Тоа е за помладите, за децата да се радуваат. За оние кои што прв пат слушаат за црвенџиската средба, само накратко, зошто се организира и како се организира? Па црвенџиската средба, како на јубиларната пета што објавивме, потекна идејата од мене 2008, 2009 почнавме со црвенџиската средба, овде да воздржиме за цела роднина. Јас сум последен член од фамилијата што е овде роден, затоа сум ја иницијатор на сето тоа, да се дружиме, да пееме, да играме, па ако треба и да плачеме, да ни биде убаво. Дали вашите синови ќе ја продолжат традицијата? Па сега за сега мислам дека идентифицираа се 100% и ќе продолжат, да. А кои се коментарите на останатите иселеници? Дали можеби и тие ќе организираат во нивните места вакви средби? Па мислам со нашата средба потекнавме многу меѓувремено што организираат во нашата општина, а и подалеку од нашата општина јас идам на многу иселенички, пошто имам многу клиенти, муштери низ цела Македонија кои крајно се изненадени од тоа што се дешава и самите почнуваат да прават такви средби. Што ќе се случува сега до крајот на средбата? Сега ќе играме, ќе се веселиме и да биде убаво, опуштено. И да се сакаме. Пред присутните роднини, пријатели и гости на семејството Васеви, свој настап имаше најпопуларната фолк звезда во Македонија Јордан Митев. За него беше чест да се биде дел на сред Црвенџиското мало и да се пее во чест на славата на семејството Васеви, кој секоја година на празникот посветен на Свети Пантелемон се одржува на нивниот имот во Бигот. Па мене ми е пред се фамилијата Црвенџи, добри пријатели, се знаеме веќе неколку години и задоволство ми е што еве доживеавме 5 години, после 5 години уште 5, сега се веќе 10 години. Драго ми е што се гледаме на повторно на ова место, повторно со овие прекрасни луѓе и со задоволство сум присутен овде, некаде до кај 4:30, потоа морам да заминам за Струмица. Навистина е ова место прекрасно, прекрасна природа, кој што добро се вклопува со целиот овој амбиент. И еве на оваа црвенџиска средба и посакувам уште многу години се организира и да биде се помасовно. Вие настапувате многу и во диаспората, меѓутоа што сметате за ваквите настани што се случуваат тука во Македонија кога иселениците си доаѓаат дома? Па тоа летниот период е време кога сите иселеници, да речеме поголем дел од иселениците се овде и добро е да се одржуваат, бидејќи како што знаеме надвор од летниот период се поретки се ваквите случувања, така да на некој начин во текот на летниот период Македонија живее, из цела Македонија градови и села се одржуваат некакви си средби, така да добро е да ги има. Народот се собира на едно место, се дружат роднини, пријатели. Добро е да ги има. Каква е атмосферата денес тука, со оглед на тоа што сме некаде на половина од настанот? Па еве гледаме веќе дека се е добро загреано. Моментално мислам дека се служи свечениот ручек, па не забавува група со изворни инструменти. Јас потоа ќе продолжам уште некој половина час, така да одличен амбиент, одлична атмосфера. Тука беше и бендот Модерато од Македонска Каменица, кои ништо не оставија на случајноста, па како на Гердан ги нижеа хитовите кои се карактеристични за ваквите средби. Модерато денес ги забавува гостите на оваа црвенџиска 10-та јубилејна црвенџиска средба. Каква е вашата соработка со Бошко Васев, со неговата фамилија и кое е задоволството да се биде дел од еден ваков настан кој што е традиционален, долго време се одржува и е доста значаен за нашите иселеници низ Европа? Да, значи нашата соработка со Бошко е многу одамна, веќе по 10 пат
ovde se odražува и ние сме овде, значи по 10-ти пат. И мислам дека е многу супер и прекрасно е да се соработува со еден ваков човек како што е Бошко Васев. Значи не само овде и во Германија и секаде дека сме поканети од него, секаде одиме и секаде се дружиме и мислам дека уште многу години ќе продолжи соработката со него. Каков избор на музика направивте? Значи претежно овде се работи за иселеници и затоа претежно претендираме наша македонска музика, значи со такви песни, заедно со нашиот ценет соработник Јордан Митев, што токму и тој ја презентира македонската музика, исто така и ние, значи претежно се работи за ваква музика. Чест на иселеникот Васев му кажа и познати македонски иселеници во Германија, Англија и други места, како и познати бизнисмени со кои Васев соработува. Повелете, представете ни се и како ви се допаѓа атмосферата на средба? Здраво, јас сум Ѓорги. Ѓорги од Струмица, па овде малку кој Бошко на забава црвенџинска средба, 10-та средба поред. Се најдобро. Одамна се знаете со Бошко? Па да, едно 4 години. Исто заедно соработуваме, возиме ние за Германија, превозници, исто 4-5 години. Бошко ми е голем пријател, исто соработуваме. Ние сме Deutsche Travel, превоз на патници за Германија. Бошко има он што соработува со многу луѓе, исто помага на многу луѓе, има многу заинтересираност за Германија, многу интерес има, исто Бошко посредува таму за визии. Што друго? Помага на луѓето, се најдобро. Прв пат присуствувам на ова средба, 10-та, па се надевам се ќе биде така. Кажете ми каква е вашата соработка со Бошко и зошто сте денес еве тука на оваа јубилејна средба? Со Борче соработката многу пријатна, позитивна. Се знаеме едно 10 години во гранките на концерти што организираме во Германија. Во тој поглед. И сакам таа работа на таа чест да му направам денес чест посебно со мојата специјална блуза што ја направив. Еве вака. Да? Со понос ја направив и погледајте ова шапка. Вие сте иселеник исто така од Делчево, меѓутоа во Англија. Што сметате, кој е вашиот коментар за ваквите средби, колку се тие значајни за иселениците од Македонија? Тоа е прекрасна средба. Иако е 10 години јубилеј, јас прв пат сум тука, меѓутоа сум восхитен од самата енергија која се шири, која е позитивна и која така не обединува да се собереме, да се видиме тука и да се поддржуваме едни други. Претпоставам таа е идејата и на господинот Црвенџиски. Така да тоа е тоа. Вие доаѓате од Хрватска, исто така соработник сте на Бошко. Како оди вашата соработка? Meni se jako lijepo sviđalo ovdje u Makedoniji. Prvi puta sam došla u Makedoniju i ugodno je, lijepo je vidjeti familiju da se sastaje i da se slaže, da se veseli i pjeva. Вие сте пријатели на Бошко Васев, по прв пат ли сте тука на ова средба? Da, prvi put, inače mi smo drugari iz vojske od 1991. godine, zajedno smo služili vojsku u Strumici i čuli smo se prije 4 godine prvi put. I od tada opet družimo se i uspostavili smo prijateljstvo. Sad sam nedavno bio kod njega u gostima 3 meseca i bilo je lepo. Како ви се допаѓа атмосферата тука? A predivno ovde. Čestitam porodici Vase Slavu da je slave još dugo godina i da to bude u nasledstvu njihovim generacijama. Jednostavno ovde baš je lepo i predivno i želeo bih svim gostima i domaćinima prijatni dan i da se lepo provedu i uživaju. Дали кај вас се организираат вакви селенички средби во вашата земја? Kod nas ima, mi slavimo slavu i ja slavimo svaki Srbin, nas kako slavi slavu, svaka kuća ima svoju slavu i slavimo, tako da nema nešta u ovome stilu. Кога ќе се вратите во Србија и кога ќе треба да раскажете како сте си поминали на црвенџиската средба, што ќе кажете? Pa reći da je bilo predivno, jednostavno ovo je poseban doživljaj i jedinstveno.
to je ono. Nadija Suvađić, dolazim iz Subotice, ja sam vojnički drug od Boška. Znači, 1991. smo se upoznali u vojsci, od do sada se družimo i ovo mi je njegova 10. jubilarna sredba, ovdje sam znači 5 puta. Svaka mu čast na ovome što je uradio, napravio. I to je to. Kako se zadrži prijateljstvo 26 godina? Pa lako. Znači, druženje je jedno što smo stekli 90. godina, to prenosimo i ovih godina tako što on dolazi kod mene, ja dolazim kod njega i da kažem na naš balkanski sindrom, jel? 22 godine, znači poslije 22 godine smo se našli, to preko Facebooka smo se našli, tražili smo se preko telefona, preko ovoga, nismo se našli, ali ta je izašla mreža preko Facebooka, našli smo se i kad smo se našli onda smo počeli održavamo to prijateljstvo, dolazi kod mene, ja dolazim kod njega, znači to nam je pomoglo puno preko toga, tako da to je to da kažem što se tiče druženja i tako. Znači. Da li u Srbiji se slučuva ovakvi iseljenički sredbi? U Srbiju mi drugačije koristimo. Znači, on dolazi kod mene na svadbu, na slavu, izvinjavam se. Na slavu, kod nas je to drugačije malo. Nije ovako veliko obimno, nego porodičnog tipa, manje mase, manje svega toga. Ali je suština ista. Znači, suština je ista, sveta cijena, sveta drugi, znači što se dolazi i popis, sve ostalo, to je sve isto, ali je u manjem intenzitetu sve to. Дали ќе продолжиш традицијата на твојот татко за оваа црвенџиска средба? Да, мога. Гордеам се, најубаво ми е тука, милно место, што да кажем, најубаво ми е тука. Дали ќе се вратиш некогаш во Македонија? Да, секоја година се враќам. Ама да се вратиш за секогаш да останеш тука? Да. Васев е познат во регионот Бруксел, Бретен во Германија, како човек кој долги години им помага на македонците да најдат работа и да се интегрираат во Германија. Има неколку успешни компании таму и своји апартмани кои ги издава за тамошното население. Васев е иселеник кој е последен од семејството Црвенџија кој е роден во селото Бигла, кој потоа заминува во Бретен, Германија, каде што веќе го чекале неговите родители. За него се грижеле неговите дедо и баба, но како и за повеќето печалбарски семејства, чукне од часот кога и последниот човек од популарните Црвенџи родом во Бигла морал да го остави родното огниште. Времето минувало, носталгијата растела и пред 10 години се родила идејата за организирање на сега веќе надалеку препознатливата Црвенџиска средба. Средбата секоја година се одржува на 9 август, на денот посветен на исцелителот Свети Пантелеимон, на местото кое лесно ќе го пронајдете по личниот сообраќаен патоказ кој е карактеристичен за семејството Црвенџи.